град. Овде сме по повод Светскиот ден на крводарителството, 14 јуни. Овој ден од 2004 година па наваму се одбележува како Светски ден на крводарителство по иницијатива на Светската здравствена организација, а од тој ден па наваму исто така е преземен и од нашето национално друштво и федерација. Затоа сме собрани овде да дадеме мал почит повеќе детните крводарители. За тој повод ја повикувам нашата председателка, доктор Билјана Георгиевска, да повели и да им се заблагодари. Почитувани крводарители, Светската здравствена организација го има означено 14 јуни како Светски ден на крводарителството. Целта на овој ден е да се подигне глобалната свест за потребата од безбедна крв и крвни продукти, како и да се истакне фундаменталниот придонес кој доброволните неплатени крводарители го имаат во здравствениот систем во нашата држава. Дарувањето на крв спасува стотици животи, го подобрува здравјето и квалитетот на животот на многу пациенти секојдневно. Потребата од крв е универзална и таа се обезбедува само кога еден човек дарува крв за да помогне на друг човек. Овој процес не беше прекинат и за време на пандемијата со COVID-19 и покрај ограничената мобилност и други предизвици што ги наложи пандемијата. Нашите крводарители продолжија да даруваат крв и крвна плазма на пациенти на кои им е потребно. Овој избореден датум за време на ваква долгорочна здравствена криза повторно ја нагласи клучната улога на нашите донатори на крв во обезбедување на безбедно и доволно снабдување со крв во нормални и воредни периоди. Секоја година Светскиот ден на крводарителството се одбележува со различна кампања. Мотото на овогодинешната кампања е "Дарувај крв и одржувај го светот". Пораката го потенцира суштинскиот придонес кој го даваат крводарителите, пулсирачки спасувајќи човечки животи. Посебен фокус на кампањата оваа година ќе биде улогата на младите во обезбедување на безбедно снабдување со крв. Во многу земји младите се во првите редови во активностите и иницијативите насочени кон снабдување со крв. Младите генерално се полни со идеализам, ентузијазам и креативност. Драги крводарители, благодариме за вашата несебичност и хуманост. Вие сте нашите герои. И да не забораваме да бидеме тука за другите, да даруваме крв, да спасуваме човечки животи. Ви благодарам. Сега го повикувам Игор Жижовски како представник од општина Делчево да ви даде голем почит на сите крводарители по повод Светскиот ден на крводарителството. Почитувани, денес го обележуваме 14 јуни, Меѓународниот ден на крводарители, ден прогласен од Светската здравствена организација. Дарувањето на крв спасува човечки живот и представува највисок чин на хуманост. Благодарение на вашата хумана, благодарение на вашата етичка, благодарение на вашата морална одговорност спасени се многу човечки животи. По тој повод, од името на општина Делчево, од името на градоначалникот Горан Трајковски, кој што за жал не е присутен, но и тој исто така присуствува денес на еден убав чин, присуствува на подпишување на договор за реконструкција на основното училиште Ванчо Прке и сакал да ви одадам огромна благодарност. Исто така сакам да апелираме година уште повеќе да ја подигнеме јавната свест за спроведување на што повеќе крводарителски акции, со цел обезбедување квалитетни крвни продукти за пациентите. Голема благодарност до општинската организација на Црвениот крст Делчево, до Илјана, тука и Ивана, кои што морам да напоменам дека и во изминатиот период имавме навистина посети по семејствот социјален ризик со додавување на хуманитарни пакети, така да нашата соработка продолжува и година. Уште еднаш голема благодарност до сите вас. Сега ја повикувам нашата председателка, свечено да им ги врачи благодарностите и признанијата на повеќе детните крводарители. Председателка, повели. Antonio
Мирчо Ефтимовски. Владко Стойчевски. Игорчо Димитров. Например, слика тук. Кристиан Димитровски. Петър Николовски. Ери Филовски. Горче Стойковски. Боран Траяновски. Сега поминуваме на кај крводарителите со 50 пати, над 50 пати крводарувања. Во име на драги родчески, само да сликам. Ато Стояновски. Да се благодариме за Само вас. убаво сте намечете, за да мога да сликам. Иsto подарок од властенето. Значи малко гледате. Райна Ристовска. Драган Балас. Само го брат малко сега. Зоран Григоров. Значи сега започнуваме со крводарители кои дарувале крв на 75 пати. Благодариме. Деян Ивановски. Ванчо Белогаски. Честитки, благодариме. Младен Атанасов. Не, Миле Тодоровски. Сега го поканувам Игор Шишовски да ти даде признанието на граѓани кои дарувале над 100 пати крв. За големиот број на крводарување. Повели Игор.
Димитар Јовановски. Бранко Тричковски. Да нагласиме дека Бранко Тричковски има дарувано 146 патика, бројка од еден од најмногобројните крводарители. Трајан Димитровски. Трајан Димитровски. Фидан Чугоцевски. Сега председателката во име на добрата соработка и поддршката која ја добиваме од општина Делчево им врачи благодарница за целокупната поддршка. Благодарам на сите за присуството, се надевам дека ќе ни се зголемува семејството, ќе бидеме побројни, ќе ги мотивираме и младите, да имаме што повеќе млади кои што ќе даруваат крв и ќе помогнеме и ги спасуваме човечки живот. Свечениот дел, но воедно да се заблагодариме и на Трансфузија, кои неизмерно не поддржуваат и секогаш ни стојат на располагање, ни помагаат во мотивирање на нови крводарители. Поздрав до доктор Виолета. Исто така и јас само накратко едно обраќање. Може да дојдете да поверите. Ако хуманоста има име, мислам дека тоа се нашите крводарители. Посебна чест и задоволство ме представува што дел од моите професионални обврски ги споделуваме заедно со една единствена цел да обезбедиме доволно количини на сигурна крв. Крвта е скапоцен лек кој што помага во лекување на многу болести, повреди и многу витално загрозувачки состојби. Така да вашата крв спасила многу животи, донела насмевки во многу семејства. Ви благодарам од срце. Посебна чест и респект имам кон вас и вашето дело. Ако хуманоста има дата, тоа е 14 јуни, Меѓународниот ден на крводарителството. Но секој ден за мене представува благодарност за вас, бидејќи хуманоста не познава временска разлика, не познава граница. Ви благодарам, бидете живи здрави, вие и вашите семејства. Крводарувањето е доблест на здравиот човек, затоа од срце ви посакувам. Продолжете по патот, да ве служи добро здравие, а основна цел ќе ни биде да ве задржиме вас во вашето семејство како крводарители и да мотивираме многу млади луѓе да се приближат кон семејството на крводарители, кој што е за пример во нашата држава. Успеавме и во услови на пандемија да оделееме на предизвикот и да бидеме една од општините која што во првите 6 месеци го натврли планот за крводарување. Тоа е благодарејќи на вас, благодарејќи на одличната соработка што имаме со Општинската организација на Црвениот крст и со трансфузиолошките служби од нашата држава. Ви благодарам од срце. Посебна почит
што возможи овој настан да се одржи овде и да ги вреднува повеќе детните крводарители. Исто така да се заблагодарам на нашата компанија Frotex која возможи скромни подароци за повеќе детните крводарители. Го поканувам Игор да го затвори овој свеченаст. Уште еднаш голема благодарност. Навистина, како што напоменаа и представниците од Општинската организација на Црвениот крст, навистина имаме плодна соработка, продолжуваме понатаму. За затворањето ве повикувам на столен коктел, каде ќе предложиме и понатаму да се дружиме во предишни ден. Ви благодарам. Јас сум Брајко Тричковски, роден 1957 година, со место на живење во Делчево. Колку пати имате Со крводарување започна 1974 уште како средошколец во гимназијата ММ Бристол во Делчево и продолжив да давам и мене. До денес имам дадено 146 пати крв и планирам да дадам до 150 пати, бидејќи можам да дадам уште 3 пати крв до наполнети 65 години старост. Порака до младите? Младите треба да ги следат по старите, да даруваат крв, бидејќи крвта значи живот и треба да се спаси некој живот. Ако знаеме дека крвта не се произведува вештачки, туку потекнува само од живиот човечки организам. Благодарим. Јас сум Рајна од Делчево, имам дарувано 53 пати крв. Престекне сум, затоа што сум мислила дека се можела да помогнем на некој кој му дува најтешко и сакам да продолжам уште дај. Порака до младите? Пороката младите не се уклучат сите, нема ништо страшно, тоа е добро, нека помагат колку што можат. Разговараме со уште еден крводарител кој има дарувано. Колку пати да ни кажете, кога прв пат и што ќе им порачате на младите? Имам дарувано 10 пати. Уште почнав како студент и така постепено, помалку. Порака до оние кои не пробале, а сакаат? Па нема што да се плашат, тоа е добро за сите. Благодарам.